имаше најава за протест на затворениците во затворот Идризово. Каква е ситуацијата внатре во затворот? Да, веќе недела дена ние гледаме по порталите дека има најава за протест. До сега, до овој момент, ние од осудените лица немаме никаква најава. Значи, до овој момент, сега беа тука присутни и од народниот преобранител, се повикаа на тоа што и порталите, дел од порталите пишуваат дека ќе имало штрајк или најава за штрајк. До сега, од страна на осудените лица, немаме апсолутно никаква најава за штрајк. А состојбата како е, ви пријавиле дека бараат нешто? Прво, сето тоа е почнато од оние писма што ги пишуваа до председателот во врска со аболицијата. Меѓутоа тоа и самите осудени лица знаат дека тоа не зависи од нас, дека зависи од кога би се формирал парламентот и од другите структури, повисоки структури во државата. Како инаку ситуацијата во затворот е најголемата забелешка е околу пренатрупаноста, дека капацитетот е за околу нешто повеќе од 800 лица, дека внатре во затворот има околу 2000 лица? Добро, во овој момент има околу 1981 лица. Точно е, факт е дека пренатрупаноста во секој момент е голема, посебно во затворот Идризово и во другите затвори исто така. Се справуваме, чекаме да се пуштат новите објекти со капацитет негде околу 600. Тоа ќе треба да види во септември месец, готови се. Во септември месец, па така да и ние да видиме малце поразлабавени во целокупната ситуација и осудените лица. Инаку точно е, факт е дека пренатрупаност во затворот има. Штрајк за денеска протест, имате ли информација што се случува во затворите, дали се мислат да дојдат и општо за затворите, во колку затвори? Вака, јас сум известен дека ќе има протести пред затворите од страна на роднините, семејствата и други лица кои го подржуваат барањето на осудените лица. Во затворите сум известен дека ќе има протести, дали се одржуваат или не знам, пошто сме ние надвор, очигледно роднини нема и беа различни времиња закажани и дадени од страна на осудените лица. Она што можам да го кажам е дека они побара помилување од председателот на Република Македонија, поттикнати од она помилување, односно аболиција на политичката елита и нивните соработници. Сметајќи дека ако процедурата за крупни кривични дела може да важи, они беа осомничени, не беа осудени и нема никогаш можност да им се суди и да се докажат, а имаше шанса да се докаже дали се виновни или не се виновни, но кога веќе таква одлука донесе председателот, ако важи за крупни кривични дела и условно кажано високи државни функционери кои раководат со државата, онда би требало и на ситните обични луѓе да се однесува целата постапка. За жал, до денешен ден од председателот не ни е одговорено. Во текот на вчерашниот ден ми беше доставен допис од генералниот секретар на кабинетот на председателот, во кој ни ја цитира постапката како треба да изгледа за помилување од законот за помилување, што и ние го знаеме, но не побаравме врз таа основа, него побаравме баш од причините кои председателот ги наведе ради мир во земја и национално помирување. Нема основ да се бара аболиција на сите затворени? Како нема основ? Истиот е основ као што беше на сите политички функционери и нивните соработници. Буквално еднаков третман треба да имаат. Знаете како сите они се државјани на Република Македонија, исти закон важи за сите. Не се едните паднати од Марс и да имаат такви привилегии. Намалување на веќе постоечките казни. Намалување на казните и помилување. Вие не барате аболиција? Не. И они добија помилување. Ако ги погледнете одлуките се дека ги помилува председателот, а ние по истиот основ бараме со тоа што се осудените лица многу пофер и пореални од политичката елита и бараат само намалување на веќе издржаните, добар дел од издржаните казни. Значи не бараат луѓето скроз да им се отпишат гревовите као политичката структура, не бараат да излезат утре надвор, бараат 30% до 50% од казната да се намали. Она што го мачи народот, секојдневниот човек, е дека
толку многу осудени лица треба да бидат на улица. Тие луѓе и ќе бидат на улица еден ден, од овде се излегува. Но ќе бидат, не бараат они утре, повторно ќе кажам да се, него 30% да им се намали казната, а условите во затвор, сите затвори се ужасни. Вообичаена посета имав на двајца затвореници на издржување на казни и пред самото влегување видов дека сте овдека и буквално бев радознала да видам што е. Јас можам да ви кажам дека обави 2 разговори со двајца осуденици најнормално, немаше никакви проблеми. Посетите течат, гледам салата централна се полни, семејствата влегуваат, храна се прима, контролата се вообичаена нормална, така да внатре, јас ви гарантирам дека апсолутно мирно. Човек натре не може да осети дека има нешто, некаква најава за некакви протести, за некакви проблеми. Кои се причините од една надвор се зборува натре, сосема друга ситуација, стварно би можела да ви кажам, али ви ветувам и гарантирам дека све што видов натре нормално, како што сум видела и пред недела дена и пред месец ден и при сите мои посети. Вашите клиенти барат аболицијата? Ништо не барат, јас дури ги прашав. Едниот дури рече, јас не знам ни што е тоа аболиција и таков му е интелектуалниот статус што навистина не знае што е аболиција, а други вика тоа мене не ме интересира. Нити тие околу мене. Sad требаше детали да прашам колку се тие околу него, меѓутоа генерално и двајцата се во поголеми простори. Се работи значи за групи кои што буквално едните не ги интересира, другите не ни знае, мора да ви кажам што е таа аболиција и што ќе биде со таа аболиција. Sad дали има во внатрешноста во други кели или други простори некој што знае, би требало да знаат луѓето, а каква е реакцијата, стварно не успеав нити ме интересираше, меѓутоа никој не каже никаков сигнал околу тоа.